Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На почеток, најавата за вечерашниве содржини. МВР бара, обвинителството не ги гони организаторите на протестите. Каде е одговорноста и на потпалувачите? Да не мисли дека тоа ќе помине туку така и дека народот ќе остане со скрстени раце. Насилство нити сме повикувале, нити ќе повикаме во име. Зошто Зврлевски не отвора истрага за Митко Чавко? Дали посетата на Хојтиј донесе поместување во политичкиот процес? Иванов ретерира и бара помош од САД за да се овозможи мнозинството да го добие мандатот за влада. Студено добре дојде за Поповски на Малта. На неговото тврдење дека СДСМ свесно калкулирале со тајмингот за да предизвикаат драма, добил жесток одговор од шефот на германската дипломатија Габриел. Што му кажал Габриел на Поповски на 15-минутната средба лице в лице? Дали Александар Вучич работи по скриптата на Никола Груевски? Они су кренули да протестују дан пошто су схватили да ќе Вучич бити на власти бар још 5 година. Александар Вучич е тај кој ствара конфликт, дакле он е тај кој изазива унутрешни конфликт. Тоа што се неком не допада изборни резултат, сега да му радим, он има право да протестуе, никој ги не дира. До крај ќе видите и нова саботажа. Бидете со нас, почнуваме по паузата. Гледате 360 степени. Дали е на повидок обид на обвинителството и на делови од полицијата одговорноста за насилството во парламентот да се сведе само на директните извршители, а и тие, ако одговараат, тоа да биде за полесни кривични дела. Иако се води постапка навидом против голем број лица, значаен дел од нив се недостапни за полицијата. Исто така, иако МВР испрати посебно известување за организаторите на протестите, од обвинителството досега нема постапка против нив. Зврлевски и неговиот тим не зборуваат ниту за одговорност на полицијата за она што во четвртокот се случи во собранието, особено за одговорност на директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој според сведоштвото 2 часа не бил достапен за министерот за внатрешни работи Агим Нухиу. Чавков се колне во своја честност и професионалност, но јавноста памети речиси идентични случаи од минатото во кои полицијата не убедувала дека она што го гледаме не е баш така. Прислушуваните разговори го разголија лицемерието. Граѓаните за неколку минути го обиколија собранието и се обидоа да влезат внатре. Имаше обиди полицијата да го спречи влезот на иритираната и разгневена маса, но употребата на сила во тие услови можеше да значи и да предизвика десетици жртви. Полицијата немаше никакви сознанија ниту најави за насилни инциденти. Полицијата отпочна со примена на сила, веднаш откако добивме информации дека е неопходна интервенција, затоа што во собранието е загрозна безбедноста на луѓето внатре и во моментот кога дополнително ги зајакнавме силите со кои проценивме дека можеме да спроведеме брза и енергична акција за евакуација на присутните пратеници и повредените лица. Така, во петокот се правдаше фактот кој го видоа сите, дека полицијата им дозволи на демонстрантите, речиси непречено, да влезат во собранието. Објаснувањето можеби ќе беше уверливо, да не постоеше сличен пример од минатото. За насилството пред општината Центар во 2013 година, полицијата тврдеше дека постапувала професионално, како што тврди Чавков за постапувањето во четвртокот во парламентот. Не знам да ти кажам, јас само ми е јавено да дојдеш. Па не знам зашто сум дојдена. Ми јави да дојдам пред мајка Тереза. Кој те јави да дојдеш? Како? Ти немаш своје мислење? Своје мислење. Кој ти известиле дека има состанок, дека има некој собир, дека има граѓански собир, дека има било што за кој што се бориш, христијанка ли си, што си? Христијанка. Господин Ождерновски сака да руши еден прекрасен храм, прекрасен објект кој се гради од потта на овој македонски народ. И така, денес се расправам со Центар.
Е, па што се со групираме ова? таму. Сега пред малку ми се јави Орав. Што да ти кажам? Големи глупости правиме, ама Целиот овој собир е непотребен. Изманипулирани се луѓето дека имаме намера да рушиме или да спречиме градба на црква. Тоа не е возможно според тоа што го предлагаме на дневен ред. Господине Жерновски, не можеш ова да го сопреш, ќе апелираме да престане со овие глупости, да идеш против народот. Народот е застане во жив штит да брани црквата. вчера имав прилика да видам како се размислува од некои други, така да јасно не. Да. Се подканува егото да. И второ се демек еве не го изгубивме ние. Да. Ќе го растуриме. Океј, добро. Океј. Не е Абе, мене ми е што ја имам пак по мака. некое време дека пак е погресно, меѓутоа океј. Да. Онака праша. Тоа што сликате? Новинар сум, смеј да сликам како новинар. Толку бараш тука. Не, мирни. Дај нека си стај тоа у джеп, ти нека си иде од тука да ја залепам. Слушаш не може. Полицијата нема да ме одбране. И ми вика што е ова и за тепа пред општина со полицијава, дур ми се јави мене Кире ова, она полицајци малку ги стира ови. И за среќа мислам полицијава реагираше малку, викам не така реагиравме, па му пишав порака, знаеш, морам некако да ја менаџирам. Вика тргнав на викенд, петок поручек ми се јавуваат од Брисел, што се случува и мислам вака ми вика ова што го прави ВМРО, нигде го нема ова, она. Викам видете, јас како министер за внатрешни можам да ви кажам, тоа што е надлежност на полицијата го правиме, не знам, ова, она, професионално, дрн, ама мислам се гледа колку е сад. Граѓаните има информација што се случува внатре и се обидува, ако не може, значи по правен, по процедурален пат да се прекине, се обидува можеби на еден понасилен начин, но сепак они го искажа револтот, како што кажат, на она што претходно беше веќе ставено на дневен ред. Човекот беше уплашен и мислам дека прв пат проработи совеста и биде дека не може против волјата на народот и против толпата на народот која искрено ги искажуваше своите емоции за православниот храм. За првиот пат, овдека јас бев одговорен, со многу малку екипа, бидејќи некако на брзина ни се случи тоа. Во теке работата ги чекаме уште некои лица за утврдување на идентитет. Во еден момент овдека сите се присутни, дојде амбасадорката на Холандија, на Италија и представникот на Американската амбасада, ако не се лажи. Јас седев тука на овој истиот прозор, кај што сум сега. Преведувачот го праша вашиот вработен. Зашто не преземате нешто? Одговорот беше, ни е речено да седиме тука, ништо да не преземаме. Не, види, на крајот кој Ердоган ќе биде ситуацијава, значи ова тоа ќе им пукне филм. Да, ќе речат, добро, бе, укичко матер, па постојано нешто да продуцирате проблеми. Па не може постојано да сме управо за све. Јанкуловска длабоко во себе била свесна за недозволеноста на постапките пред општина Центар, што пак ја прави уште поодговорна за сето тоа. Тоа е случај за кој СЈО поднесе обвинителен предлог и случај кој веќе е пред суд. Каков ќе биде кривичниот епилог од насилството во собранието или каков би требало да биде, разговарам со професорот по кривично процесно право и председател на Хелсиншкиот комитет Гордан Калеџиев. Добро вечер, добре дојдовте. Дали првичните потези на обвинителството и на МВР најавуваат дека овој случај ќе биде докрај и како што треба расветлен? Добро вечер. Искуството не поучува дека треба да бидеме внимателни и сериозно да наблюдуваме работата на јавното обвинителство и на полицијата во вакви политизирани настани. Позната е болката на нашиот систем дека тие се длабоко политизирани и од тука нашето предпазливост треба да е уште поголема. Имаме случаи каде што настане во кои се тие вмешани на конкретно насилство врз мојата организација и особено ЛГБТ центарот останаа неразјаснети од страна на јавното обвинителство зашто ние долго време протестиравме. Така што знаеме дека обвинителството е селективно и може да манипулира со работите. Така што овие први индиции покажуваат дека
има обиди за манипулација. Ова се настани за кој што мора да има сеопфатна, темелна и ефективна истрага, која што ќе истражи дали настаните се организирани пошироко од политички структури, колко е учеството на Министерството за внатрешни работи и одговорноста на сите учесници и нивните помагачи, потикнувачи. Има повеќе слоја на одговорност. Ајде едно по едно да се обидеме да ги разглобиме овие работи за кои што зборувате. Дали првичната квалификација на делата за кои што обвинителството ги товари директните извршители сметате дека е соодветна? Станува збор за 15 лица во оваа фаза. Па предпоставам, немаме сега, морам да се огледам дека немаме точни информации актуелни за точно тоа во која насока и за према кои лица е истрагата. Од она што може да се насети, се работи за предпоставам за една група на непосредни извршители од она што го гледавме насилството и кривичните дела извршени во салата на собранието, каде што имаше отворено насилие врз пратениците и богами и други учесници, вклучително и новинари и други што имаше таму присутни. Но очигледно е дека имаше насочување на насилството кон пратениците на СДСМ, кон села, а некои беа пратеници поштедени. Тоа значи дека групата не е обична разбесната група, туку дека насилството е диригирано и тоа можеше да се заклучи меѓу другото и од учеството на дел од лицата со каќурки, кои што на некој начин диригира со насилството и со целите кои што беа нападнати. Тоа веднаш укажува на тоа дека ова е повеќе од некакво неконтролирано насилство и практично е насочено политичко насилство и од тука треба да има сериозна одговорност за практично дела против државата. Обвинителството сега, конкретно со овие дела за учество во толпа, учеството во толпа е предвидено за одговорност на лица за кои што не се знае кој е нивниот удел. Значи имало тепачка во кој учествували толпа, насилство, нереди, во кој што учествувала поголема група, од која што резултирало или спречување на, има две различни дела најмалце, вршени, едното е спречување на службено лице, а другото е толпа што ќе учествува во вршење на кривично дело. Ова второто е посериозно. Првото е, например, кога се пробива кордонот или слично, за тоа има релативно благи казни, но одговорноста за толпа што ги стори кривично дело зависи од кривичните дела што се сторени. Сакам да кажам дека одговорноста на толпата е предвидена како во втор план, на некој начин објективизирана за учество на луѓе кои што дури не ги предизвикале непосредните последици. Во ситуација каква нашата, каде што имаме докази, има безброј снимки, доволно снимки и сведоци што учествувале, па добар дел гледам дека и луѓето ги препознали да се познаваат. Значи имаме елементи во конкретниот настан да утврдиме кривичната одговорност и кои се действијата на сторување што ги извршиле учесниците со конкретни действија. Тешка телесна повреда, загрозување на сигурноста, насилство, доаѓаат во предвид повеќе кривични дела, но велам тие лица што направиле конкретно действие, со шипка удриле некого по глава, одговарат за тоа. Дали тоа ќе биде телесна повреда, обид за убиство, веќе зависи од ситуацијата и од конкретни елементи. Тоа не може да се сведе на учество во толпа. Не може да се сведе. Учество во толпа е за оние луѓе за кои што не е утврдено што точно они направиле. Значи јас сега ако има снимка во која што ја вас мамам по глава, а учествува група со мене кој што правила нереди, не можам да одговарам за учество во групата. Значи јас ќе одговарам за тоа како ја мамам вас по глава или што ви правам веќе. А тоа не можеме да го препознаеме за сега од ова учество во толпа е значи предвидено за дел од групата за која што била најмалце од тие во салата, а за кој што не се знае или немаме јасни докази што конкретно самите направиле. И тие одговараат за целата атмосфера, подгревањето на атмосферата, учествување во буткање, тепање, може директно нешто да сториле, но не мора или не се знае. И за тоа има една помала одговорност за самото учество, подгревање на таа атмосфера. Прашање е дали во која мера за учество од толпа, со овие последици кои што на крај ќе изврши кривично дело треба да одговараат сите оние што влегле во собрание. Значи најмалку што треба се она групата од 50 или 100 луѓе што влегле во салата каде што е извршено условно речено непосредното насилство. МВР вчера соопшти дека до обвинителството е испратено посебно известување за организаторите на протестите. Има ли одговорност за организаторите? Па сега вака, треба да правиме разлика меѓу организаторите на протестите и нивната улога. Тие може да се организатори
и на кривично-правните настани на насилството, не мора. Значи, ние гледавме дека дел од нив учествуваат на неколку нивоа. Значи, главното прашање пред обвинителството е сега дали ќе ја потврди тезата што ја застапува ВМРО, дека тоа се спонтанни изливи на незадоволство и неконтролирани, или тезата која што е посериозна и која што видовме дека ја застапува или беше обзнанета и во сериозната изјава на меѓународната заедница, подпишана ОПСЕ и други, каде што квалификацијата што тие ја даваат е дека се работи за организиран напад врз собранието. Значи, тоа би значило дека е многу потешко делото. Во тој организиран напад може да има неколку ланци на одговорноста. Овие организаторите на станите, или формално што се појавуваат организатори на протестите, може да имаат определена улога, не верувам дека тие се главните. Значи, предпоставка или хипотеза која што може да извлечеме е дека врвот на ВМРО, вклучително и врвот на МВР, е во некаков заговор дека ќе се изврши преврат во собранието. Затоа има многу индиции. Тоа го најавува дека ќе се случи народ, дека ќе ги решат за една минута, и посвестно го признава дека народот си го вратил собранието. Што значи тоа народ? Вие ние видовме дека таму тоа не беше народ во смисла на луѓе нормални што протестираат. Ајде да слушнеме таа хронологија на изјавите на Груевски, па ќе се вратиме да ја коментираме уште малку. Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија дека некој друг ќе им одбрани државата, длабоко се во заблуда. Државата може во ваква ситуација да одбрани само народ. Тоа народот може да го докаже на дело и да покаже поинакво однесување и да покаже дека има и капацитет, и волја, и моќ да ја брани својата држава. И јас верувам дека народот ќе действува и нема да се согласи со она што му се подготвува. Тој што оди против волјата на народот и ги руши неговите интереси, реализирајќи интереси на друга држава, на други сили, тој нека му мисли што може да го снајде од народот. Да не мисли дека тоа ќе помине туку така и дека народот ќе остане со скрстени раце. ВМРО ќе одговори жестоко и ќе одговори соодветно. Ниту сум повикал некојаш на насилство. Бев прв политичар во Македонија што синоќа одвиена пуштив по социјалните мрежи повик да нема насилство, односно да запре насилството. Прв. Во моментот кога слушнав дека постои такво нешто, прв реагирав. Иако имаше и такви во Скопје што ми викаа многу е завриена атмосферата, немој, сите ќе се свртат против тебе. Нека се свртат. Насилство нити сме повикувале, нити ќе повикаме во идни. Дел од овие изјави беа давани пред настаните во собранието, последната изјава дадена по настаните во собранието. Груевски вели: никогаш не сум поттикнувал насилство, никогаш не сум повикувал на насилство, но дали претходните изјави беа практично поттикнување? Видете, има и една група, има повеќе можни форми на учество. Има една група што веројатно ќе одговара од типот на Валентина Божиновски и некои други, па бога ми говорат на Груевски пред ДИК, во смисла на разгорување на национална омраза и нетрпеливост, што само по себе е кривично дело. Но повеќе од тоа значи организирање на некоја група или поттикнување во потесна смисла на зборот. Поттикнувањето во кривичното право и помагањето во вршењето на кривичното дело, за кое што исто така има елементи од некои структури, од претендиците од МВР, се одговорност за учество во кривичното дело кои се казнуваат понекогаш со иста казна или начелно со иста казна, а може и поблаго, како и сторителите. Тоа значи дека ако поттикнувањето од дело треба да се утврди, дали е тоа само на реторичко сега некакво политички повик или е организирање на некои пониски структури. Овде ќе има елементи дека државни службеници или структури од партиски структури, вклучително и структури кои што се полукриминални, а кои што се рекетари што одработуваат за владеачката партија, учествувале во настанот. Ако тие се организирани од ВМРО или од било кого, непосредно од конкретен сторител,
има практично издостоинско здружување, значи организирање на група или банда што ќе направи нереди, насилство и друг тип на кривични дела, веќе злосторничко здружување. Значи од степенот на организираност може да има и поттикнување, може да има само разгорување на омраза што е најблагиот вид, индиректно некакво поттикнување на делата, до нивно конкретно организирање. Тоа во истрагата мора да се истражи сериозно. Значи, кој е нивото, дали навистина се работи за организиран напад во собранието, и тогаш и квалификацијата на делата ќе биде поинаква. Затоа што овие дела, насилство, обид за телесна повреда, толпа, тие се дела што се случуваат и на улица, и на фудбалски надпревар. Делата што со насилство ќе се сторат врз собрание и кои што имаат цел да се повика, да се смени власта, е веќе велепредавство. Со насилно менување на органите, односно на собранието, е велепредавство. Тешко се казнува. Загрозувањето на поредокот, што е намерно направено со акт на сила и присилба, е предвидено исто како конкретно кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок. Ја во оваа блага листа сум избавил од 5-6 групи на кривични дела, повеќе од 20, околу 25 кривични дела, што може да дојдат во предвид од организаторот или поттикнувачот до помагачите и конкретните извршители, па бога има и тие што на некој начин индиректно учествувале, вклучително и организаторите на... Значи, ЗКП предвидува и форми на раководители на групите. Тоа е кога толпата има некој неформален водач. Тоа е најнизок степен на организираност. Повисок степен на организирање на толпата од напред, што има сериозни индиции дека и такво нешто има. Министерот за внатрешни работи даде една изјава во која што рече дека иако претходно го определил за шеф на оперативниот штаб директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, тој критичниот ден, 2 часа во најкритичните моменти не му бил достапен, дека бил и лично да го бара во штабот, не го нашол господинот Чавков, потоа го чувме директорот на Бирото за јавна безбедност во обид да се брани. Има ли простор да се истражува одговорност, да не речам соучесништво, дури и на Чавков? Како не, па тоа и обичните луѓе можат направо да го видат дека разочарувањето не е толку од некоја неконтролирана маса. Значи, јас можем од политичка партија да очекувам будалаштини, особено нејзиното водство кое што сега е загрозено и бара спас да не оди во затвор. Значи, он можем да очекувам од нив неразумни потези и насилство. Веќе они немаат голем избор во методите што има станаа. Тоа можем дури да го разберам, иако не можам да се согласам со тоа, ниту сакам да се повтори. Но постапувањето на лица кои што од буџетот ги финансираме да ја штитат нашата безбедност, да затајуваат ваква брука, би рекол, за МВР, не е видена во светски рамки. Ова е ваква степен на политизираност со непостапување на полицијата е злочин сериозен сам по себе. Бидејќи нормално од полицијата прво да го предвиди ова, бидејќи со овие закани сите што ги имавме, приказната што видовме дека е дури усогласена меѓу Груевски, Милошевски, Тодоров и други, дека протестите и Чавков, дека протестите биле мирни, па сега очекува дека ќе продолжат да бидат мирни. Значи сите го чекаат настанот кога опозицијата во собранието ќе преземе некои чекори за да ја преземе власта што ја добија на избори. И го најавува тоа со овој момент ќе ги решиме за 2 минути за едно, друго, трето. Значи несериозно е да се разговара во таа смисла дека не се очекувало нешто вакво. Второ, што имаше најави од самиот од лидерот на опозицијата, уште на ручек. Така што очекувањето и потврлањето на безбедноста во таа смисла е сериозно и е очигледно намерно. Дури да не очекувале, кој би го зеле дека тоа можно, а не е можно. Прашање е зошто требало 2 сати да се појават за да се решат оваа ситуација на... Тука има сериозно потврлање на обезбедувањето внатре во собранието. Има елементи на можна одговорност кои на овие им помагали. Ја не знам, вие сте гледали во собрание. Јас сум бил 5-6 пати во собрание на разноразни конференции што ја знам. Секогаш не знам на кај да трнам тоа. Ако ќе влезете внатре блок, не знаете која сала, каде, кај се луѓето. Има нетипична таа петоаголна форма на собранието. Неверојатно лесно е да се изгубите, односно не знаете кај да одите. Овие очигледно се снаоѓа и ги водеа луѓе од натре. Тоа се покажува на степен на организираност. И непостапувањето на полицијата е жива брука. И
Ја не знам дали има ваков случај во Европа и во светот, да непосредно се загрозени животите на пратениците и толку долго да трае ваква состојба на сред град. Полицијата треба да е спремна секогаш кога има вакви настани да се појави за 1 минута. Полека привршуваме. Сакам да ве прашам за евентуална одговорност ако се докажат за точни информациите дека двајца пратеници на ВМРО ДПМН, Крсто Муковски и Сашо Василевски, ги отвориле железните порти на собранието за да им овозможат на демонстрантите да влезат во парламентот. Па тоа е едно од очигледни форми на помагање. Значи, отстранување на пречки или овозможување да се изврши делото со помагање, поттикнување, советување е класична форма на помагање на кривично дело, форма на соучесништво, за кое што се казнува како за самото дело, а може и поблаго. Добро, благодарам што вечер. Независно што се пратеници, тие немаат имунитет од обични кривични дела, туку само од мислењето што ќе го дадат, така што за нив евентуално доколку има одговорност, е проблем согласност од собранието за притвор. Друго одговараат како обични граѓани. Но велам, тоа е една огромна маса на одговорност што треба да се испита. Ме прашавте преска, не довршивме и за организаторите. Тие одговараат, тука да не забораваме дека има и прекршочна одговорност против јавниот ред и мир, вклучително за онаа некоја трета група на учесници кои што учествуваат во кршење на друго. Тие би требале прекршочно да одговараат, а организаторите одговараат под законот за јавни собери. Они биле должни кога настанале наредите да ги прекинат за протестите. По настанување на нереди, одговорноста и за штетата треба тие да ја сносат. Значи имаат прекршочна одговорност, имаат одговорност граѓанска за штета и можеби кривична ако самите зеде учество во насилието или ги охрабрувале. А ние гледавме дека некој од нив пеја, ги повикува, не беа баш во салата каде што беше тепањето, но придонесува за целата атмосфера. И е малку чудно што на овие и по овие прекршоци и практично демонстрирање на тоа дека не се способни да ги држат во контрола протестите, тие продолжуваат, претпоставувам дека има дадена нова дозвола, што е многу чудно, бидејќи логично е дека откако станале насилни протестите до ваква мера, како што реков не сме виделе во ниво Европа ни во светот, не би смееле натаму да имаат можност да протестираат, особено не пред сензитивни објекти од типот на собрание Европска унија и што ја знам. Благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Ве поканувам да останете со нас. По кратката пауза се враќаме со анализа на посетата на Хојти на Скопје денеска и прашањето дали е точен впечатокот дека таа донесе известно поместување во политичкиот процес. Бидете со нас. Се враќаме со емисијата 360 степени. Впечаток е дека посетата на Хојти донесе поместување во политичкиот процес, барем на реторичко ниво. Ова се однесува пред се на ставовите на претседателот Ѓорѓе Иванов. Тој побарал од САД, како стратешки партнери на Република Македонија, да помогнат за да се отстранат пречките и да се овозможи парламентарното мнозинство да го добие мандатот. Исто така, Иванов бара од лидерот на СДСМ да го исполни, како што вели јавно искажаниот збор, дека заедно со коалициските партнери ќе дојдат кај него и ќе обезбедат гаранции за заекнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија. Посетата на американскиот дипломат ја следеше колегата Владимир Мирчевски. Владимир, што се главните пораки од изјавата што и денеска ја даде во Скопје? Васко, ако се сумира, би можеле да ги ставиме во една група од 3 до 4 пораки кои што ги испорача заменик помошникот државен секретар Хојти. Првата е дека САД силно ја поддржуваат евроинтеграцијската определба на Македонија и враќањето на земјата на вистинскиот интеграцијски пат.
Втората е дека Соединените американски држави силно го осудуваат насилството во парламентот кој што се случи, како што ти го нарека, кукавичкиот напад врз некои пратеници поради легитимниот избор на нов претседател на собрание. Исто така, другата или третата главна порака која што испорача Хојти беше дека според Вашингтон, според проценките на Вашингтон, еден од главните начини, може да се каже главниот начин за излез од оваа политичка криза која што според ги трае повеќе од 2,5 години е брз избор на нова влада. Според ги, сите проблеми кои што постојат меѓу партиите и помеѓу лидерите мора да се решат внатре во собранието. И во ниту еден момент не го спореше изборот на Талат Џафери за нов собраниски спикер, тој се повика на изјавата која што ја даде американската амбасада непосредно по изборот на Талат Џафери за нов собраниски спикер, а исто така се повика и на поддршката која што стигна од другите европски центри по изборот на Џафери за нов претседател на собранието. Меѓутоа, еве што поточно изјави ги. You will have noted that the United States has stated publicly that it will work with the Speaker of Parliament, Mr. Safari. Also, the European Union has indicated the same, as has NATO and Berlin. So we are not the only country that believes that Mr. Safari should be given every opportunity to demonstrate the leadership necessary to begin the steps necessary to form a new government program that will move the country ahead. Who specifically authorized your visit here from the State Department, Mr. Yi? Excuse me, I called. I'll take your question next. Yes, but our president repeat again that the document from Tirana is the problem for forming a new government, and the process is blocked with the month. Because of the Tirana program. So, as I mentioned earlier, we understand there is a difference of opinion among parties about what the priorities of the new government should be. And this is normal for any country that is facing a number of challenges, including how it can come closer to European Union and to NATO. More importantly, how it can create more jobs and opportunities for its young people. The proper place to have this debate is in the Parliament. So if any political leader has concerns, has views, has objections, he or she should either express them in the Parliament, if he or she is a member of Parliament, or to make sure that his or her representatives are informed about what their concerns are. But we see no reason why the majority in Parliament should not be given the opportunity to try to form a government and to have this debate in Parliament where it belongs. Next question, sir. Right here. Because somebody from the embassy did not clarify the question. Who specifically authorized your visit? Was it some specific person higher than you? Was it yourself? Was it the invitation? So my name is Hoyt Yi. I am the Deputy Assistant Secretary for Europe. And I think all of you know that the United States government is a serious organization, that we work on basic bureaucratic principles, especially when they are involving the relations with foreign governments, that they are based on this principle that the leadership, the responsible authorities are aware of and approve of what the people below them are doing. And that is the case with my visit here. Did you receive guarantees for peaceful transfer? Thank you. Did you receive guarantees from VMRO that there will be peaceful transfer of the power from Gruevski? In all of my meetings today, I was pleased to hear from every leader, every representative, their commitment to a democratic, unitary state and to the basic democratic principles of a peaceful transfer, of peaceful resolution of conflicts, and of finding solutions that will be inclusive, that will not leave anyone outside, will not leave anyone isolated, will bring the country together, and more importantly, that will move the country towards the goal that all of the citizens, at least it appears to me, share, which is a future in Europe. Еве ова беа пораките од високиот американски дипломат, дадени доцна попладнето во Скопје.
Владимир, ти имаш свој соговорник со кого ќе анализираш пораката на ИИ, но исто така и соопштението од кабинетот на председателот Ѓорги Иванов, кое што остава најголем впечаток денеска. Да, токму така, Васко. Со мене е Андреа Стојковски од Евротинк Македонија. Господин Стојковски, како е вашиот впечаток по изјавите кои што ви имавте, може да ги слушнете овде од Хојтји, што и донесе тој на Македонија денеска и во текот на вчерашниот ден? Па веројатно најголемиот успех е ретирирањето на председателот од неговиот став. Бидејќи самиот во изјавата која што беше објавена подоцна на веб страната на председателот од кабинетот го осуди нелегитимното постапување или нелегалното постапување кое што го прават како пракса, а подоцна станува легално или легитимно, зборувајќи веројатно за своите постапки одбивањето да му го даде мандатот. Веројатно зборуваше и за филибастерот кој што се случуваше во собранието 20 и кусур дена. Зборуваше за потребата или ретирираше во својот став дека не треба да имаме посредници, дека треба да ги наоѓеме решенијата внатре. Тоа беше пред 2 дена, односно вечерта во четвртокот на 27 денеска ги повика САД како стратешки партнер на државата да се вклучат во и да помогнат во надминувањето на сите постоечки пречки за доделувањето на мандатот, односно за изборот на новата влада. Токму тој момент е многу интересен. Тој побара помош асистенција од САД за да се отстранат пречките за новото мнозинство да го добие мандатот. Како тоа може поконкретно се толкува? Добро, можеме да го гледаме тоа на двете страни, како барање да помогне САД како стратешки партнер на држава да го заштити него во доделувањето на мандатот, ако се чувствувал загрозен, ако не го додели, односно ако го додели мандатот, може да се толкува исто така како обид да се изнуди вмешателство или изјава од страна на САД кој во поддршка, односно во осуда на тиранската платформа, на заедничката изјава на албанските партии. Исто еден многу втори интересен момент од неговото соопштение, од соопштението на кабинетот на Иванов е каде што тој ги поканува лидерите на мнозинството да дојдат кај него и да го уверат, најдиректно да му презентираат гаранции дека се посветени на унитарниот карактер на Македонија. Добро, мислам дека за тоа ќе мора да почека, затоа што од ова што го слушнавме сега на крајот, точно е дека во една демократија може да има различни размислувања или да се бараат некакви уверувања, меѓутоа во оној момент кога ќе имаме нова влада и која што ќе почне да имплементира својата програма, ќе може и председателот да го каже своето, да не го потпише указот за прогласување на одреден закон ако смета дека не е во согласно со уставот или ако смета дека е нарушување на унитарноста на државата, а меѓу другото и парламентарната опозиција да зборува, да изнесува спротивни аргументи на мнозинството. Председателот нема такво овластување и мислам дека во тоа нема никој да излезе и да му помогне да ги обезбеди кај себе парламентарното мнозинство, лидерите на парламентарното мнозинство како гаранција за нивната програма. Програмата треба да биде представена во парламентот и тоа треба да биде доволна гаранција за председателот. Дали вашиот впечаток е дека по денешната изјава на ИИ соопштението од кабинетот на Иванов, Македонија е поблиску до разрешница на кризата? Добро, имаше уште неколку работи кои што се спомена на последнава изјава од господинот ИИ околу функционирањето на државата, околу можноста да бидат задоволени сите потреби на граѓаните. Мислам дека тоа кажува дека во наредниве десетина дена Македонија ќе има нова влада. Благодарам многу. Благодарам. Васко? Да, добро, еве чувме некаква првична анализа на она што како порака и соопштение од кабинетот на председателот Иванов стигна денеска. Ова е, би рекле, американската страна и поглед на последните случувања во Македонија. Владимир, ти имаш интересни созданија и за тоа како техничкиот министер за надворешни работи Никола Поповски во петокот поминал на Малта, каде беа собрани шефовите на дипломатиите на земјите членки на Европската унија заедно со министрите на земјите кандидатки, вклучувајќи и Македонија.
Даваско информациите на 360 се дека Никола Поповски не поменал баш најпријатно на состанокот во Малта. Поточно тој имал една средба од 15 минути со шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел, која што МНР воопшто не ја ни обелоди, не соопшти дека имало таков тип на средба и какви биле пораките кои што му биле пратени, а исто така во петокот шефот на германската дипломатија даде и јавна изјава со една силна осуда за настаните во Македонија и за текот на ситуацијата. Никола Поповски пред шефовите на европските дипломати и земјите кандидатки во петокот во Малта го осудил насилството во собранието, но обвинил дека го испровоцирале СДСМ и парламентарното мнозинство. Поповски рекол дека изборот на Талат Џафери за спикер бил намерно темпиран во момент кога пред собраниската зграда има демонстранти. Најжесток одговор добил од шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел, дознава 360 од европски дипломатски избори. Подоцна германскиот министер го трнал настрана Поповски, со кого на само разговарале 15 на минути. Овој момент не се споменува во официјалното соопштение на македонското МНР, кој информираше за билатерални средби на Поповски со министрите на Австрија, Грција и Унгарија, Курц, Кодзија, Сијарто, но не и за разговор со Габриел, кој во Малта и јавно ги осуди настаните во македонскиот парламент. Доживеавме сега во Македонија, кандидат за прием во Европската Унија, да се упадне во собранието, да бидат удирани пратеници и таму да владее атмосфера, која воопшто не е спојива со она што ние го очекуваме во Европа. Таму треба сега конечно да се формира влада, бидејќи имаше демократски избори. Тоа што досегашната владеачка партија го одбива тоа, што нејзини преврзаници упаѓаат во собранието, удираат пратеници, воопшто не е прифатливо. Ова мора веднаш да се смени и мора да биде јасен сигнал од овде, од Малта. Меѓу 28-те шефови на европски дипломати, очекувано во одбрана на Поповски застанал Петер Сијарто, министерот за надворешни работи во владата на Виктор Орбан. Ставот на Унијата за настаните во Македонија можеби најдобро го покажува местото што го доби Поповски при заедничкото фотографирање на министрите во Малта. А уште подобро, ова студено добре дојде од Федерика Могерини. Новоизбраниот српски претседател Александар Вучич во последно време редовно ја користи Македонија за своји внатрешно-политички цели. По насилството во парламентот во Македонија веднаш закажа координација на српските безбедносни служби. Факт е дека развојот на настаните во соседна Србија многу потсетува на состојбите во Македонија, но пред се поради демократскиот регрес кај соседот. Се чини како Вучич да работи по иста скрипта како Никола Груевски. Никола Здравковиќ ја донесува сторијата од Србија. Они су кренули да протестују дан пошто су схватили да ќе Вучич бити на власти бар још 5 година. Aleksandar Vučić je taj koji stvara konflikt, dakle on je taj koji izaziva unutrašnji konflikt. To što se nekom ne dopada izborni rezultat, sada mu radim, on ima pravo da protestuje, niko ih i ne dira. Белград во април е посебен. Честопати ќе речат оние кои како и ние во ова време од годината го посетиле. Ниту овој април не е исклучок. Пролетното сонце ги наполни белградските паркови. Но денот и вечерта во овој април за Белград се поинакви од други причини. Čim sam ovde, znači da sve zameram vlastima.
ne rade ništa kako treba. Ne da se smeni, nego da se pravi potpuno jedan nov sistem, a svi koji rade sve ovo moraju da završe tamo gde im je mesto, mislim, u zatvoru, u najmanju ruku. Револтирани од работата на локалната, но и на државната власт предводена од Српската напредна странка на Александар Вучич, илјадници белграѓани скоро цел месец ги преплавуваат булеварите. Бараат Вучич и неговите соработници да одговараат пред законот. На новоизбраниот председател и на градоначалникот Синиша Мали им го припишуваат и ноќното уривање на приватните објекти во крајбрежната населба Сава Мала, на чие место треба да никне мегапроектот Белград на вода. Уривачите со фантомки и по една година не се откриени. Но овој проект не е единственото што граѓаните им го замеруваат на властите. Probajte da odete u Beograd, u one delove grada gde je sve mirno, gde nema protesta. Među te ljude koji nisu izašli, da ih pitate jesu li zadovoljni platama, jesu li zadovoljni potrošačkom korpom, njegovom cenom, jesu li zadovoljni komunalnim uslugama, jesu li zadovoljni što im deca ili unuci idu iz Srbije. Potpuno su nas uništili finansijski, moralno, destrukcija, autokratija, katastrofa. Ja sam stara Beograđanka, moji roditelji su 3 generacije ovde. Ovo je smak sveta, a ne Beograda. Prisutni smo zbog toga što nam otimaju grad, što rade stvari bez pitanja, što rade stvari skriveno, umesto transparentno, zašto se deklarativno zalažu. Prvo sve su slagali što su obećali, mada ja u njihovo obećanje nikad nisam ni verovala, jel? Smanjili penzije, smanjili plate, kultura na nuli. Vlast je pokrala izbore, naravno, nije krađa samo na biračkim mestima, sve što se dešavalo i tokom izbornog procesa, to je sve jedna velika krađa, ucenjivanje naroda, kupovanje glasova, zastrašivanje i tako dalje. На председателските избори пред еден месец, против кандидат на Вучич му беше Саша Јанковиќ, човекот кој предходно со системот се бореше од позиција на народен правобранител. Aleksandar Vučić je taj koji stvara konflikt, dakle on je taj koji izaziva unutrašnji konflikt, manipuliše njim i koristi ga da bi prividno učvrstio svoju vlast, suštinski obesmišljavajući institucije i proizvodeći dalju nesigurnost. Dakle, to je stvaranje konflikta da bi se tim istim konfliktom ljudi držali u nekoj vrsti nesigurnosti, neizvesnosti i straha radi produžavanja svoje vlasti. Изборната разлика од безмалку 40% не му ги менува плановите. Ja ću pokret koji je nastao tokom predsjedničkih izbora, koji se okupio iza moje predsjedničke kandidature, formalizovati. Dakle, taj pokret nastavlja da postoji boreći se za isto ono što je bilo i okosnica moje kandidature. Dakle, elementarne civilizacijske ljudske vrednosti, socijalna pravda, jednakost građana pred zakonom, odgovornost vlasti pred zakonom, funkcionisanje institucija u skladu sa pravilima, a ne sa kapricom jednog čoveka. Srbija pada u diktaturu i niko od nas, pogotovo ja, nema pravo da okrene glavu na drugu stranu i da čeka da se to samo od sebe reši. Rešavat ćemo to sami. И додека граѓаните протестираат, а Јанковиќ се обидува да содаде здрава опозицијска сила за напредњаците како тоа да се случува во некоја друга држава. Ja razumem da je protest, recimo, da nešto u društvu ne valja, da je loša ekonomska situacija, da ne znam šta, ali vi protestujete zato što ste izgubili to drastično na izborima. To još nikada se nije dogodilo da neko izađe da protestuje protiv izbornih rezultata. Mi smo se odlučili da im dopustimo da protestuju koliko god hoće, jedino naravno dok ne ugrožavaju nekoga, iako vi ne znate ni koji je organizator, ne znate ni maršrutu, niti bilo šta. Šta je bila poenta? Oni su želeli zapravo da izazovu represiju od države, odnosno da sad, ne znam, neka policija izađe i da ih juri, kako bi onda oni podizali tenziju. Međutim, država je prosto postupila kako je postupila, nije ih mnogo nije mnogo marila za to što oni rade i sad su doživjeli kontraefekat, a kontraefekat je taj da narodu oni smetaju. Narod kaže, pa čekaj, sklonite se, zašto protestujete? Nema nikakvog razloga jer ste izgubili izbore. За владеачката партија, Србија е држава средена во скоро сите сегменти. Вучич уште во предизборието како да предвиде што ќе се случува, па честопати ја користеше синтагмата македонско сценарио. Виновниците исти како и во Македонија. Oni naravno da će izmišljati razne druge razloge da probaju da naprave
scenario sličan u Makedoniji, međutim, to je trenutno nemoguće napraviti u Beogradu, što ne znači da neko neće pokušavati. Naravno, taj neko su najpre zapadne obaveštene službe koje ovde i tekako haraju i rade šta hoće. Onda tu su razni ti faktori od Soroša do ne znam koga koji ulivaju novac u te razne nevladine organizacije. Сепак, упатените во српските политички лавиринти велат дека за таа реченица се крие нешто посериозно. Ja mislim da je Vučić, da se on najviše uplašio tog dela makedonskog scenarija, gde bi neko iz ovih bezbednostnih struktura doturio neke materijale kompromitujuće po njega i po ljude s kojima on radi, dakle po njegovo najbliže okruženje, bilo da rade na lokalnom nivou ili u vladi. За Георгиев, во време на уништена опозиција, граѓанската будност е од големо значење. Сепак, предупредува дека главната битка тешко ќе се извојува на улица. Vi ćete vidjeti da su građani Srbije imali dobro osjećanje i da su oni preko 1.200.000 glasova zapravo dali jednoj opciji koja nije Vučić, što je značajan, rekao bih, politički kapital. I sada ćemo vidjeti da li će se ovde formirati neka politička snaga koja će umeti da interese tih birača nekako ujedini i proba da na nekim budućim izborima se značajnije suprotstavi Vučiću i njegovoj stranci. На председателските избори, 45% од граѓаните не гласаа. Сепак, со 55% поддршка од 55% изборна излезност, математиката вели дека Александар Вучич наскоро од премиерската ќе се пресели во председателската фотелја со поддршка од едва и 30% од граѓаните. На опозицијата и предстои тежок пат на издигнување од поразот. А што со граѓаните? Десетици илјади белграѓани излегоа денеска на улиците на главниот српски град за да кажат не на како што велат деструктивните политики на власта со кои што српското општество го допрело дното. Велат дека стравот не го признаваат, ниту репресиите и заканите. Подсетуваат дека во 90-тите знаеле да се спротивстават и на системи за кои како што велат биле и пострашни од овој. Од Белград за 360 степени, Никола Здравковиќ. По паузата во петокот, вечерва саботажата се враќа во 360 степени. Да одгледаме заедно. Жилните за слава со денови се жалеа дека представата што играат не може да доживее светска промоција. Правеа разноразни перформанси, а шашредисуваа публиката со своите несомнено одлични уметнички способности, но напусто, кога освен во обичаено Москва, не можеа да се пробијат и да направат кариера, да имаат публицитет на сцената која верификува успешни политички трилери. Оваа наша борба, поход, трае долго време, но нема голем одзив однапад. За разлика од други организирани револуции кои беа сликани, шминкани, продавани фотографии, видеа и така натаму. Среќа што меѓу нив има и поискусни луѓе што се разбираат, па малку помалку сумешно насочување при настапите. Полека почнаа да го откриваат тригерот преку кој може да дојде до вистинска експлозија на внимание, сите светла конечно да бидат вперени во нив и во делото што долго ќе се памети. И затоа треба да бидеме свесни дека само 20 метра не дадат од тамо кога ќе си го побараме сувереното право да одлучуваме. Реализацијата на оваа интересна идеја со која толку многу се збогати квалитетот на представата придонесе незината премиера да добие такво медиумско внимание, што ниту самите учесници во неа не го очекува, иако пред изведбата несомнено најавија дека тоа е нешто што ќе може да служи за пример, кој треба да се следи. Тоа е таква лекција по демократија што Европа не ја видела. Единствената забелешка што ја дава жирито се однесува на техникалии, бидејќи не е снимена професионално, па за да се види учеството на сите, да се определат заслугите, за да биде повидлива и потполно веродостојна. Според членовите на комисијата, мора да се вклопат и сцените кои што недостасуваат, за да се вовлечи целото сценарио, изведбата и да се наградат сите што учествувале во неа. Немаше јавност. Согласно законот за собрание, собранискиот канал пренесува
седницата. Не може со мобилен телефон јавност да тие да ја прават. Ова навистина принципиелна забелешка која од авторско правен аспект значително ќе придонесе за подобрување на продукцијата. Сепак е неважна за една од звездите на филмот, која откри како во последен момент бил малку видоизменен договорениот синопсис. Гледате зи еден села. Заклане овде, таму лежи, вие сте следне, ве убиваме, вие сте. Впечатоците за одличното сценарио се неподелени. Тоа е факт кој е дури и меѓународно верификувано. Сепак се смета дека причината за неговата промена се должи на слободна интерпретација која зависела само од волјата на продуцентскиот тим, кој откако утврдиле дека се работи за гледлив материјал, решиле дека би било добро тоа да не се случи во оваа епизода. Тука баш ако дошле да губиат, може да губиат до него беа, така? Значи не им била намерата да губиат, туку веројатно ги понело револтот. И на крајот, дежурните критичари го кажаа својот збор. Некои луѓе премногу гледаат филмови вака, мислам, очигледно се внесуваат во некои измислени сценарија. Не е проблем во гледањето филмови со измислени сценарија. Тоа понекогаш може да биде и забавно. Проблем е кога во вистинско сценарио некој, како на филм, ама во очите што го гледаат, ќе си ја погледне сопствената смрт. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.